Здраво на сите. Румена, тука сме? Да. Тука сме. Ова е второто кафе со преведувачот, во случајов преведувачка, со Румена Божаровска. Се надевам дека сите имавте можност... Ја не заборе да не да ги стишиш сите? Ана е хост, овде, така што можеби е паметно така, да. Значи ова е низа на настани кои што се организирани од Сдруженијето на преведувачи и толкувачи. Ова ни е вториот, како што кажав, и многу ми е мерак што денеска имаме шанса да му обетиме со Румена. Форматот е доста неформален, значи нема формалности, нема клишеа. Ако нешто не штима во муабетот, тоа значи дека некаде сме сгрешиле. Се надевам дека ќе уживате. Првин ќе почнам со биографија на Румена, за тие што не сте слушнале за сите нејзини подвизи, малку повеќе да ви информирам. Потоа ќе си правиме муабет, имам јас неколку прашања одредено, после тоа може и да ги вклучиме и гледачите, мислам гостите, ако сакаат да прашаат нешто, или може директно во чет да прашувате. Вака, значи, Румена Божаровска е писателка, професорка и преведувачка и од многу неодамна првата амбасадорка на наградата Вавилон, награда за најдобар млад преведувач. Авторка е на 4 збирки раскази, Чкртки, Осмица, Мојот маж и Не одам никаде, и на студија за хуморот во современиот американски и македонски расказ. Мојот маж, мислам дека е доста актуелна последно време, заради тоа што е преведена на многу јазици и беше поставена на 3 театри во Белград, Словенија и кај нас беше на Драмски театар поставена. Стипендиска е на меѓународната книжевна програма на Универзитетот во Ајова, во САД, и добитничка на наградата Едо Будиша во Хрватска. Преведува од англиски на македонски, ги има преведено од Џон Максвел Куци, Луис Карол, Труман Капоти, Иан Рид, Фланери О'Конор и предава американска книжевност и преведување на филолошкиот факултет во Скопје. Мислам дека ова кратко сиже е доста плодна почва за да извадиме интересни прашања, многу интересни идентитети, ем професорка, ем преведувачка, ем амбасадорка, мислам дека од сите тие може да се извлече нешто. Добре дојде. Фала. Појрум. Да, јас многу мислам си го сватив буквално до некаде во кафето, не издржав си спив кафе, ама се имам чај, така што се надевам дека стварно ќе биде таква атмосферата како си преме муабет. Фала многу за ваквата најава. Мене не ми звучеше кратко, доста обемно ми се чини дека навлеза, ама супер, фала ти. Па работиш многу, не можам да стигнам на што да го сведам ова, мислам, објаснувањето, немаш. Вака, мене ми е чест прво да ви кажам дека ме избравте за амбасадорка прва на Вавилон наградата. Ако може само уште на самиот почеток да ви кажам да си отворите на Вавилон.мк, babylon.mk и да видите што е тоа, ако не знаете каква е таа награда. Таа не е само, ние сме англисти тука и јас и Никола. И знам дека преводот, дека англискиот јазик е така најраспространет и најмногу се преведува од англиски, дури посредно јасно ми е сето тоа и доминацијата на англискиот јазик во македонскиот и уопшто на глобално ниво. Ама оваа награда не е само за преведување од англиски, туку е за преведување на македонски и на другите јазици на малцинствата во Македонија. Така што, ако знаете млади луѓе, дури не зборам само за вас, вие што сте тука присутни, што слушате, ве молам, проширете го малку ова, затоа што убаво е да се надпреваруваме во квалитет. Се работи за награда што е за по 26 години за млад преведувач. Така што ве молам, значи и во некој од нашите следни сесии, јас се надам дека ќе организираме уште една информативна сесија, уште по некоја работилница онлайн, за да позбориме малку за тоа. Мене ми е искрено чест многу голема што сум амбасадорка на Вавилон оваа година и мислам дека имаме многу убава иницијатива во нашата држава што такво нешто се случи. Единствена во светот. Правени се истражувања за да се спореди овој надпревар со други и излезе дека има во другите држави награди за најдобар превод, ама тие се генерално од
единствени јазични комбинации, не знам сега да речеме од англиски на унгарски или кон унгарски, само да речем, сега не знам, карикирам. А нашава награда е за сите јазици службени што се зборуваат во рамки на ЕУ, кон било кој јазик што се зборува во Македонија. Значи, мене ми е многу драго што сите луѓе во Македонија имаат, помлади луѓе до 26 години, имаат можност да творат и да действуваат во рамки на својот јазик. Значи, албански, ромски, српски, турски, македонски, неверојатна иницијатива. Мене ми е птен драго за тоа. Мене, и мислам дека духот на нашата држава е мултикултурен и тоа тука е богатството на нашата држава, за жал поради различни националистички струи во минатото и нешто за кое што секогаш се бориме и не само ние, него насекаде ни светот. Тоа некогаш било потиснувано, таквите различни идентитети кои што всушност ја поправат богатството на една земја. Да. И мислам дека оваа награда баш тоа го истакнува и многу ми е драго. Посебно што мислам дека треба да се работи на ширење на писменоста меѓу младите, и тоа може нешто што ќе збориме после. Апсолутно, да. Види, баш и така е воспоставена наградата. Инаку да кажам дека наградата е заеднички партнерски проект на Сдруженијето за преведувачи и толкувачи и делегацијата на Европската унија во Северна Македонија. Така што мислам дека баш тој момент на повеќе јазичност и мултикултурализам оди во истата насока со начелата на Европска унија. Значи, апсолутно сите нивни изјави, сето тоа на кое што е поставена Европската унија е тоа. Неверојатен проект. Баш, како што кажа Румена, може да ни се приклучите на некои од следните информативни средби. Има и доста информации онлайн, може да ги најдете, како што кажа Румена, на нашата веб страна. На крајот од муабетов ќе ја споделам и во чет, за да може чисто да си проверите. Иако и на Facebook не има, така што и таму доста сме активни. Има време, рокот е до април, веќе треба да почне да се работи на тоа и не се работи за мислам може да се сработи до април и за тие што се уште не знаат за наградата, така што ве молам споделувајте. Реално за да се сработи добар книжевен превод, не зборуваме за цела книга, сега тука зборуваме за некои 10 до 12 страни, тоа се постигнува во една недела, секако. Може и сега добро со истражување, со се за културата медицина. Ама, ајде, може ли да, пошто знам дека многу ќе ми се збори, ама може ли да си поставам едно прашање? Ама, ова што кажа... Чека, имав јас едно прашање, баш сакав да ја почнам дискусијата со такво прашање. Добро, а после тоа малку да поразговараме, има си го како ноут, како белешка. Се ќе излегуваат какви србизми и англизми во говор. Не е битно, не сме тука пуританци во јазикот. Значи, сакам да зборуваме за тоа колку време треба за една книга да се преведе и што тоа значи за конкурсот на Министерство за култура. Тоа е интересно прашање. Тоа е интересно прашање, ај тоа после да го ставиме, затоа што тоа ми е и мене важно и мислам дека на сите не засега, посебно група за книжевен превод кај нас, баш имаше и дискусија за тоа. Ај баш ќе го споделам и тоа. Сега вака, значи зборуваме дека еве конкретно Вавилон е конкурс или иницијатива која што треба да поттикне млади преведувачи да се охрабрат, да преведуваат, да им е вреднуван трудот, заради тоа што сепак во целата иницијатива е врзана фелата, значи искусни преведувачи, искусни автори од Македонија, така што направено едно интересно еден интересен круг би рекол. Сега толку многу работиме ние за да се поттикнат преведувачите и да се подигне квалитетот на превод. Сега сакам те да те прашам Румена. Дали публиката заслужува добар превод? Секогаш публиката заслужува добар превод. Сега има едно, тоа го начнав и во еден мој текст пред некое време. Има еден муабет дека не чинат книжевните преводи, многу често македонците кога сакаат да се истакнат за нешто имаат еден таков ја не читам преводи на македонски јазик, значи сите преводи се страње и јас само читам на српски или само читам на англиски. Тоа е еден многу чест муабет кој што мислам дека
Сите се обединети Да, за тоа. да. Инаку се разделени за сите. Едни на ова страна, други на друга, ама кој да прашаш? В такси да влезеш, в продавница да Да. влезеш, кај да е? Си ти кажа, не, превод не чини. Не чинат преводите. Толку модерно да се Мантра зборува некоја. така без размислување, мислам дека е многу катастрофално е. И предизвикува една состојба на очај во која што ете и не се читаат македонските преводи, и не се анализираат, не се критикуваат. Мислам, во рета можете да кажете дека превод не чини, ама ајде кажи ми зошто прочитав овој превод што не чинеше или прочитав еден друг превод кој што чинеше. Во крајна линија, од кај знаеш ти дали некој превод чини или не и каков авторитет си за таа работа да ја кажеш. Мислам, иако не е сега дека треба да биде некој авторитет, навистина се чувствува во преводот дали тој не чини или чини. И тоа може слободно се каже за голем дел од македонските книги за деца, кои што се преведени, кои што се лектирни изданија, кои што се стварно некогаш ужасни. Тука е големиот проблем. Да, јас стварно мислам дека ние имаме проблем во однос на тоа. И ќе го цитирам мојот пријател толкувач Оливер Јордановски, кој што еднаш ми рече: "Абе нема добар и лош превод, има ефтин и скуп превод." Тоа е дел од приказната ми се чини затоа што едноставно тие преводи се толку потплатени од страна на издавачките куќи, од Министерството за култура и воопшто од не знам, од владата, кога имаа такви проекти за преведување, тоа исто долго и на широко може да се збори. И за тоа имам прашање после. Да, тоа е многу интересно. Исто, меѓутоа, во принцип тоа е една ужасно потплатена и понижувана професија. И јас не мислам дека е ненормално битно за ширењето на писменоста, културата и знаењето во една земја, посебно во земја со еден толку мал јазик, во смисла дека многу малку луѓе го зборуваат, како што е македонскиот. И од тој аспект, едно од работите што треба да се направи за да се подобри квалитетот на преводот, секако е тој да биде вреднуван. Оти во моментот кога тоа ќе се случи, секако ќе престане и да паѓа квалитетот на преводите и можеби тогаш ќе престанат луѓето да зборуваат дека преводите не се дека сите преводи се лоши, или пак ние треба да направиме нешто во врска со тоа, да едноставно ја истакнеме битноста на преведувачот во едно општество, што значи да работиш како преведувач во принцип. Ама мора да се поврзани преведувачи со читателска публика. Инаку би се создал некој контраефект, значи на никој книжевен преведувач не би му годело да слушне дека сите преводи се за нигде. Така, мислам, нема поента. И сега што сакам да те прашам, јас имам теорија за ова. Дали ама книжевниот превод е директна причина за тоа или сме колатерална штета? Заради тоа што види моето мислење кое е. Не знам дали е оправдано. Мене ми се чини дека голем дел од луѓето што велат дека читаат, не читаат, ама гледаат телевизија. И мислам дека тоа им е воочливо и мислам дека заради тоа што има лоши преводи на телевизија, за тоа јас би се согласил, мислам дека го пресликуваат и на книжевен превод. Не мислам дека луѓето прават разлика помеѓу превод за телевизија и книжевен превод, едноставно не ставаат во иста капа, во ист кош дека ништо не чини, ни еден превод не чини. Не знам, јас имам такво некој чувство. Можеби, ама и фактот дека не чини преводот на телевизија исто така многу загрижувачки. Бидејќи тоа е нешто што би требало да се работи професионално и така натаму, и тоа не се работи професионално. Ама да, не сум размислила на оваа тема дека книжевниот превод се става во ист кош како и титлањето на филмови или на серии. Да. И дека можеби да, ама има и уште една за мене друга причина која е дека всушност лектирните изданија се многу лошо преведени. И тоа можеби се тоа нешто што го читаат евентуално родителите и која ќе треба да му објасни на детето како да напише лектира. Кога ќе отвориш лектирата, таа е нечитлива. Не само преводи, би рекол не само преводи, и нашите книги. Мислам, ти на дете од 7 одделение да му дадеш книга каде што Чорбаџи Теодос ја брка Параскева со метла да ја тепа. Едноставно мислам дека сме ги надраснали тие работи, не знам. Тоа мислам дека е Јас се согласувам дека треба да се прочита и сето тоа, ама можеби тоа треба да дојде во некоја подоцнежна фаза каде што веќе е развиена таа љубов за читање. Заради тоа што волнени чорапи, ова е мое мислење, значи лично мислење, не мислам дека на децата им се симпатични теми за волнени чорапи и за тепање
со метод. Па секако дека ни во наше време ние кога растевме, сега ти си помлад од мене Никола, ама да речеме некоја од не знам, не е битно, мислам дека не биле нешто многу различни лектирите. Луѓе ужас. Сега пред некој време му помагав на едно дете да Александра е работеа од Томе Момировски, не помнам како. Тоа е една таква комунистичка драма всушност од малта не пропагандистичка и тоа да му го дадеш на дете од 12-13 години да го чита и не разбирам. Мислам, јас бев шокирана затоа што земав и го прочитав одново и само го гледам тоа низ очите на едно 12-13 годишно дете, не ми беше верно што се има по тие програми. Ама да се вратиме на преводот, мислам дека преводите се лоши во лектирните изданија, дел од преводите се лоши, дека тоа создава нешто, а и навистина има очајни преводи, буквални преводи кои што излегуваат на пазарот, кои што се продаваат за многу малку пари, некои книжиња од по 100 денари, 200 денари, исто така лектирни изданија. И тоа ќе можам да го кажам заради Алиса, например, затоа што ги анализирав преводите на Алиса што беа излезени, тие се дел од таа една традиција. А другата работа е што тоа е неплатеноста и навистина немањето критика или некаков тип на критериум при излегување на книжевните преводи. Исто така не е сапењето на лекторите, па потоа наеднаш кога беше тие владините преводи, наеднаш лекторите почнаа да работат, меѓутоа под некакви, мислам сите беа вклучени во сите тие владини проекти, меѓутоа работеа под некакви ужасни правила од еден глосар кој што ни беше даден на сите, кој што имаше глупости внатре. И така беа некако... Зборуваме за ова за звездите од светската книжевна? Да, звезди, Нобеловци, светско книжевно богатство, тоа беше еден период. 560 дела се преведоа во колку? Во 4 години, ама плюс има и Нобеловци во тој период, значи пред некои 6 години се имаат преведено во областа на книжевноста само па така околу 1000 и нешто книги. И сега вие замислете си колку време треба една книга да се преведе, колку преведувачи има квалитетни во Македонија, значи не можете вие да очекувате дека во Македонија ќе има, не знам, 150 квалитетни преведувачи од англиски на македонски. Нема шанси, мала е земјата, немаше да има толку многу. Едноставно ќе има еден помал број кој што може не знам сега, не знам колку треба да биде бројот, појма немам, ама секако не може да има толку многу за да опфатат стихино да се преведат, не стихино, па и стихино и тоа беше, ама како во еден вид на бранд да се преведат толку многу книги, беше комплетен абсурд и срамота беше што сите како не знам како некако учествувавме во тоа без си помина без некоја голема критика, не, тоа е веќе друг муабет, ама за тоа може ќе збориме потоа. Тоа е огромен проект. Не е возможно физички да се постигне да се преведат толку работи. Не ми јасно како. Мислам сега јас имам читано и добри преводи од тој проект, не дека не, ама самава бројка 560 дела, тоа не знам, многу. Ајде вака да земеме предвид за тоа прашање што сакав преска да го поставам. Значи што сакав да го истакнам, зашто еве сега не знам, чекам да зборувам за ова и би сакала некако да го покренеме сите ова прашање што се занимаваме со книжевен превод и не само ние, туку и сите кои што се ако да се исклучат микрофоните. Сите оние кои што се некако вклучени во сите издавачи. За што се случи овде? За да имаме ние всушност што се случува при конкурсот за Министерство за култура. Да речеме конкурсот се објавува некаде во септември, октомври. Резултатите од конкурсот излегуваат некаде во март. Февруари рано е, дури некогаш излегували покасно, еве да речеме во март. И вие треба, кога ќе добиете абер од Министерството дека книгата ви прошла, вие треба во рок од 9 месеци да ја преведете таа книга. Тука нема страници во прашање. Тука нема дали се работи за не знам дело кое што е од не знам од 200 страни или дело кое што е од 1000 страни. Нема колку е тешко, дали е стручна литература, не е дали се работи за нешто современо или дали го преведувате Фокнер. Туку е нешто современо со да речеме полесен јазик или не знам некој дело од 19 век. Едноставно
Вие имате само 9 месеци да го преведете тоа дело и тоа ако не го преведете и не биде објавено, јас се извинувам, не е само да го преведеш, треба да Да помине се испечати да лектура, лектура да помине, да се испечати, да се обликува и да излезе до крајот на годината. Тоа е апсурд. И тоа е и една од причините зошто можеби и не се добри преводите ако веќе зборуваме за некакво вреднување, или би придонело кон неквалитетот на книжевните преводи е токму тоа. Затоа што не може да очекувате дека преведувач ќе излезе. Прво, преведувачите не живеат само од тоа. Многу малку има преведувачи што живеат само од книжевен превод. Дали вие мислите дека можете да преживеете 9 месеци од преведувањето на една книга? Па нема шанси. нема шанси. И да кој знае каков грант да е, пак нема да се. Нема теорија. Тоа се види, годинава беше и вонредна ситуација. Еве да речеме ти си и професорка и преведувачка, така. Да имаме и други колеги во здруженијето кои што се во иста позиција. Тоа што беше вонредна ситуација со короната, сите се префрливме на онлайн настава, отвори еден куп административни обврски, отвори еден куп други непланирани проблеми. Мислам дека тоа се падна на наш грб, значи многу е тешко да се изменаџираат сите тие работи. Мислам, еве ти од искуство и ти почна со онлайн настава, предпоставам дека имате и вие некои административни обврски, така? Секогаш. Мислам дека пандемијата на сите ни направи повеќе да работиме од претходно. Не е дека сме единствени, Никола, јас и ти во тоа гледам и други мои луѓе што ги познавам, што се занимаваат со други работи, едноставно се зголеми, заради начинот на кој што треба се да се заврши и прилагодувањето кон пандемијата, се зголеми обемот на работа. Да не зборувам. Ама немаше отстапки, да речеме од министерство, немаше отстапка некое разбирање дека со оглед на пандемијата дека ќе се продолжи рокот, например. Не, напротив, мислам дека годинава дури од тоа што разбрав дека Министерството за култура било онака строго дека мора да се дадат до декември книгите да излезат сите тие што добиле некакви грантови. А грантовите се мизерни. Значи тоа е, ви кажувам дека за една книга добивате, не знам колку се луѓето свесни, колку пари се добива за вкупното печатање на една книга. Да речеме околу 1000 евра. 5000 евра треба да во принцип толку даваат колку што. Еве сега замислете дека 1000 евра се. Плаќањето на авторските права кои што најчесто се околу пола од тие пари. А потоа треба да се испечати и треба да се плати преведувачот. Каква е таа помош? Не само преведувачот, имаш таму лектор, имаш дизајнер за преломот, за пак еден куп работи имаш. Значи тука тоа е апсурдна сума да дадете на некој за книга. И сега тие некако размислуваат од аспект на тоа дека тоа ќе се продава или ќе биде комерцијално. Не, тоа не е комерцијално. И затоа Министерството за култура го поддржува, затоа што не е поп некаков тип на литература. Се работи за инвестирање во некакво културно богатство и во јазикот на една држава. И вие ако дадете, не знам, тоа е навреда. Тоа е да му дадеш на некој, не знам, 1000 евра за да испечати една книга од која што 500 евра се авторски права и 500 евра кошта самото печатање. Преведувачот најчесто зема некоја бизарна сума за тоа што го сработил или сработила, а велам има ненормален рок тоа да се сработи, при што исто така се случува се во ова како сега што е на пример пандемијата. Така што тоа се многу горливи проблеми и уште еднаш ќе кажам, не постои известна политика кон преведувањето во Македонија. Тоа ми се чини дека е главниот проблем. Нема вреднување и нема визија за тоа што треба да се преведува. Што значи тоа национален интерес? Да. Што значи тоа што во Македонија не се преведуваат македонските автори на албански и обратно? Како може во една мултиетничка држава албанските автори кои што со години пишуваат и работат тука што живеат, нормално што живеат, албанските автори од Македонија не се преведувани на македонски јазик. Многу ретко се случува тоа. А тоа би требало да биде некаков тип на, не знам, нормала, да се објавуваат билингвални изданија. Ама тоа не се случува. А види, што спомна ти дека генерално книжевните преведувачи си имаат и друга работа. А што да кажеме за тие книжевни преведувачи што се вработени во некакво студио или фирма или како и да и се на норма дека ти денес мораш да преведиш толку и толку страни. Човече,
Ти би можела да функционираш така, сега да ти кажам јас, Румена 10 страни до крајот на денов мораш да ги имаш преведувачи. Да морам ќе нормално се ќе издржиш да мораш, така да немаш друг тип на работа. Јас ги разбирам тие луѓе тоа што го правеле и тие голем дел од нив беа мои студенти кои што работеа по такви норми. Јас кога слушнав низ какви голготи поминувале, јас не сакам да зборувам сега во нивно име. Затоа што се воделе судски процеси околу тие прашања. И јас колку што знам еден таков судски процес дури е и да го имаат изгубено. И јас не се изненадувам дека го имаат изгубено судскиот процес, затоа што тоа се млади преведувачи кои што тужат огромна издавачка куќа, која што ми се чини дека веќе сега не постои за тој случај за кој што јас зборувам. Да не сакам да грешам, па не сакам да кажам точно. Нема потреба, чисто онака општо зборуваме, ама има и такви случаи, сакам да кажам. Јас знам дека вака дури се имаше работено. Нормата ви е да речеме да преведете 10 страни дневно, што е онака цедење на мозокот, 10 страни дневно да преведеш, што е страшно многу. Друго, тоа се работи за секакви типови на стручна литература тие што преведуваат. Не зборувам сега, јас не знам, јас да речеме се разбирам во музика, па мене да ми даш музички текст, окей, ќе го преведам полесно. Не, да ми даш текст по хемија или не знам механика некаква или инженерство, мислам мене ќе ми треба прво да влезам во тоа. Мораш да влезеш во што спрво, не во тој свет мораш да навлезеш, Треба жаргонот да го знаеш и слично. И за тоа ти треба 3 дена. И за еден текст, не знам, една страница да преведам, еден ден ќе ми треба таа една страница да речем. Мене ми се погоди еден превод со некои теолошки референци. Човече дури влегов во шема да фатам, пак сме професионалци, сакаме крајниот производ да е на ниво. Ама одзема премногу време. Да. И сега овие на пример 10 страници ќе им дадат, од не знам хемија да преведуваат тој ден. И знам дека имале на пример така како што се сеќавам дека тие беа буквално она како sweatshops. Такви места каде што погони. Да, погони онакви не знам робовладетелство е ова, не знам нај одвратен облик на експлоатација. Во кој што на пример 10 страници има нормата дневно, така јас бев разбрала и не знам ако не ја исполни нормата, му се одзема платата за тој ден. Меѓутоа тој како и да е страниците му ги дава на издавачот. И 10 камшици погад. И такви работи се норма, значи вие ако морате за платата да преведете 10 страници дневно, па на што ќе личат тие 10 страници? За да можам да преживеам тоа и нормално дека ќе преведувам лошо, па еве јас истото ќе го правам. Затоа има скап и ефтин превод, што рече Оливер. Тоа е целата работа. Ама не е секогаш бе до пари, Румена. Јас никогаш не би прифатил, дури и да е некој превод за без пари, пак би се трудел да е тоа на ниво дека би сакал да испорачам нешто салам, значи. Што имаш леп да јадеш. Знаеш, па се тоа е, ако мораш да работиш за пари, тоа ти е професијата. Не можам јас, навистина не можам да ги преведувачите да ги обвинам. Затоа што има некој над нив кој што може да види дека тој превод не чини, во крајна линија да си побара подобар преведувач. Ама не го прават тоа они си барат поевтин преведувач кој што може да го експлоатираат именно заради тоа што тој преведувач не може да преживее. Една интерна работа, сега да кажеме интерен муабет, не планирав да спомнам, ама ајде. Инаку за сите што не слушате, после ова со позитивни работи ќе продолжиме. Многу ми е битно да збориме за овие работи. Апсолутно треба да се дискутира. Ми е што ме праша. Би сакала да ги охрабрам сите тие преведувачи кои што работеле така на норми во некои погони и гласно да зборуваат за тоа. Треба да ги знаеме и тие експлоататори кои се и што правеле, во крајна линија да ги бойкотираме нивните издания и да не добиваат они никакви тендери или што и да. Како што рече, не се сите луѓе во позиција да бойкотираат, значи различни економски ситуации, се ама заради тоа постојат вакви издруженија, друштва каде што би требало ние да се обединиме со некои размислувања и да се реагира. Види, пак сега многу општо со формула XY, моја многу блиска другарка аплицира во X фирма за преводи кај нас, не е битно. Знам дека и пратија како тест од различни 8, 10, не знам колку жанрови, пример детски, лектири, имаше трилер, различни жанрови. Знам дека безпрекорно го сработило тоа и не беше примена заради тоа што сметале дека дури да се нафати, дека за брзо време ќе се откаже од тоа заради тоа што сепак книжевниот превод е креативна работа и не можат да го контролираат во смисол дека баш ова со норма, дека толку и толку мора да се работи. И знам дека на најдобриот кандидат не му дале шанса заради тоа што
си ја знаеле политиката веројатно. Мгм. Имаме прашања, имаме две прашања во чет. Ајде да продолжиме со тоа, па ќе се вратиме на студентите. Александар прво Стојанка има прашано нешто, ама ќе се вратиме на тоа малку подоцна заради тоа што подобро се преоѓа на нова следново. Вели, рековте дека за ниска цена би испорачале неквалитетен превод. Дали е попрофесионално да се направи тоа или да се одбие ангажманот? Значи јас не сум за ниска цена, јас сум ги работела речиси сите преводи што сум ги сработила до сега. Освен еден превод ми бил добро платен, а тоа е Бојата на песот што бега од Ричард Грин во издание на Блесок. Јас бев изненадана кога Игор Исаковски ми ги исплати сите пари од тие што требаше да ми ги плати, за разлика од обично како прават издавачите, а тоа е ќе земат и ќе ви речат пола пари се за мене и вие ќе треба буквално на рака да им испорачате пола од парите кои што се ваши во грантот. И тоа е покрај банкомат, кај што вадиш пари? Да, за преведувачи. Значи тоа е многу честа пракса. Вика, не знам, аплицираат за грант, издавачка куќа и да речеме тука го плаќаат преведувачот сосема нормално за европски стандарди и они ќе ви речат па тоа ти е многу, издавачот ќе рече 15 евра да речеме од страната ти е премногу. И еве јас ќе аплицирам со тебе за 7,5, тоа е топ за тебе. Многу добри пари се тоа за тебе. Ти никогаш не би заработил 7,5. За македонски стандард, за македонски стандард, тоа е супер ќе ти кажат. Инаку ти би преведувал за 3 евра. Јас сега ќе ти дадам 7,5, ама другите пола од парите што ќе ги добиеш ќе треба да ми ги дадеш. Сега. Значи, тоа го прават повеќето. Друга работа е што јас освен значи тоа што сум што бев платена, што Игор Исаковски не правеше такви работи. Сите други се биле преку министерство или преку влада на Република Македонија, дури имам преведувано за ова Звездите, имам 2 книги, тоа се ужасно малку платени преводи и јас ги сработив најквалитетно што можев. Но јас сум во позиција бидејќи имам работа, јас тоа го правам од љубов и ја имам што да јадам, тоа сакам да ви кажам. Значи зборувам дека не секој може да го одбие ангажманот бидејќи му зависи од тоа едноставно преживувањето, да, може да му зависи екзистенцијата на луѓето од тие работи. Така што не се многу често луѓето во позиција да бираат и сега многу малку пари ми даваат, па јас нема да можам квалитетно да го сработам и заради тоа ми беше поентата. Значи зборуваме за еден социоекономски фактор кој што мора да го земеме предвид и мислам дека на врвот на сето тоа стојат лошите преведувачки политики секако и издавачките куќи кои што ги експлоатираат своите преведувачи и така натаму. Секунда, само Радомир ми крива рака, само секунда да кажам нешто. Стојанка, значи твоето прашање е супер за книжевниот превод и колку буквално се преведува, ама тоа ќе го оставиме за следниот сегмент, заради тоа што имаме така испланирано неколку прашања баш за конкретно за преводите на Румена, така што те немам заборавено да не се секираш. Елена нима напишано дека дури ниво Русија и покрај поголеми тиражи преведувањето на уметничка литература не е исплатливо и не се живее од тоа. Штета. Мислам, не ме чуди да се случува и во многу други земји. Таква една работа, јас не знам, ама еве, и во Русија е така. Да. Сакам да те прашам за студентите, ги спомнам. Сега јас сум бил студент кај нас и знам како се одвиваат работите. Конкретно јас мислам дека нашиот факултет е еден од најдобрите во земјава, значи да имаш ти шанса да учиш од Рајна Кошка Хот, од Драги Михајловски, од Анчевски, од Дамјановски, значи да не ги набројувам сите, тоа е неверојатна работа. Сега мене ме интересира како се движат, како се развиваат студентите, дали со промената на општествените размислувања, конкретно во смисол на финансии, на економија, дали им спласнува желбата, дали има полоши, подобри студенти, иако морам да спомнам дека пред 2-3 дена имаше споделено на окно превод од кој беше, од Џорџ Сондерс, така? И јас го прочитав, човече, гениален е преводот, значи ја таму само 2 мани најдов, 2 мани, наместо Исусе би одел со Боже Господе, и уште нешто имаше, ама гениален е преводот. Сами го сработија тоа? Да. Па што се жалиш ти од студентите? Не се жалам. Јас со нив работам, не се жалам. Прво не се пожалив. За вака, да кажам, во однос на обично преведувачи,
тие што се запишуваат на превод на англиски јазик и книжевност, обично се малку поамбициозни од другите, од оние што се запишуваат на наставна насока. Јас сум била на наставна насока, ништо не значи тоа. Yes. Ето, значи, ама многу често да се биде преведувач малку се така јаки се, во смисла така, не знам како да опишам, не се екстровертни, ама така повеќе во книгите се влезени тие студенти, малку важи за така малку потешка насока. Што не значи дека мислам дека да се биде наставник е еден од најтешките работи. За кои што треба, не најтешките, ама најзахтевните и треба многу да се знае исто и тука. Седно. Ама тоа е еден многу малку студенти во принцип се запишуваат таму и обично се малку така поамбициозни. Не секогаш. Сега, например, има генерации во кои што забележувам дека буквално македонскиот не го знаат студентите. Ќе бидам во еден момент ставена во ситуација да им давам, им заповедам, да речеме, наместо да читаат, наместо да работат преводи, мислам плюс преводите, не знам да читаат македонски дела, посебно од порано, кога имало поархаични изрази, да кажеме, да не е само современа македонска литература, бидејќи не ја познаваат синтаксата на јазикот и не кога ги гледам кога преведуваат речениците, некогаш им се бесмислени. Да? Да, има такви ситуации. Тоа исто има врска со тоа како воопшто медиумската писменост каква е кај нас, ако ги видите текстовите новинарски во на голем дел од порталите, тие се некогаш неразбирливи синтаксички, мислам тоа се едноставно неписмени реченици. Мислам дека е паднато нивото поради буквалниот превод од англиски на голем дел од вестите и начинот на кој што луѓето размислуваат како матно, нешто помеѓу англиски и македонски, при што ни англискиот не го знаат добро. Например, ќе кажа некоја, баш една пријателка моја слуша, вика, и сега он мене ми дава некои advices за тоа како... Човече, сега, тоа не е ни... Advices не постои, значи, не се збори ни македонски, ни англиски добро. Спенглиш. Да. Било шпански, така дека... Многу чудно. Пиджин, онака ужас. И тоа се гледа и во... Тоа се гледа некогаш и кај студента. Меѓутоа, конкретно кога имам мала група, како што имам сега во 4-та година со студентките Адамс што го преведоа, и претходно преведоа уште еден есеј од Ребека Солнит и уште 2 есеја од Ребека Солнит, кои што се многу тешки за превод. И се разбира, заедно седиме и работиме, значи они го читаат, па јас им кажувам што како, мислам како буквално работилница е тоа. Меѓутоа за Адамс поминавме на пример една страница заедно на почетокот и после ги пуштив и видов дека можат кога имаат, знаат, мислам, имаат насока и знаат како да работат. И многу сум горда на тој превод. И многу малку интервенирав во него и јас имам можеби некои забелешки, реков, леле, девојчиња растужна праја со преводот. Ама кажи им за Вавилон, спомним таму. Знаат, некои од нив биле на работилниците. Да. Така што тоа е преводите супер, јас бев воодушевен. Ајде на Радомир да му дајме шанса. Радомир, ти крена рака, јас те прекинав, се извинувам. Да, сега темата поместивте на студентите, мојот коментар беше поврзан со оние условно наречено владини преводи. Не знам дали да го враќам муабетот или на таа тема или не. Чисто сакам да го Мислам дека Никола ќе збори за тоа, или можеме следно ако сакаш. Почни ти сега да продолжиме со тоа. За коментарите за нели таа политика што се водеше тогаш или сега чисто сакав да го споделам мојот пример. И дека нели повторно да го подкрепам тоа со факт дека не секогаш се виновни преведувачите. И јас бев вклучен во тој процес преку една агенција, имав преведено 2 книжки стручна литература на која сум си прилично горд, иако тоа беше нели пред 10 години веќе. Така што тогаш сум бил половина добар преведувач, тоа што сум сега веројатно денески подобро би ги превел. Но сепак тоа си се мое дело, горд сум си на нив. Со тоа што не успеав со агенцијата да испреговарам за цените и луѓето од агенцијата, мислам преведувачката агенција ми беа доста блиски, така што ми ги дадоа на увид самите преписки со издавачките куќи. Да не заборавиме дека главни носители на тие ангажмани беа издавачките куќи и од нив надолу течеше нели распределбата на буџетот, иако нели сето тоа крајна одговорност ја сносат надлежните
органи, така што дефинитивно не би издвојувал овие или оние, туку би ја користел референцата што ја спомена Румена, значи севкупната политика преведувачка која ги вклучува сите. Така што, например, ја не бев кога видов дека навистина колкав буџет агенцијата добива за тие две мои книги, не бев во позиција да преговарам за цената, а нам испреговарав за роковите. Барем да испорачам саглам преводи. И едната книжка ја работев 3 месеци, втората ја работев 4 месеци. Тоа беше мој собствен избор за 7 месеци да заработам толку, а не 7 пати повеќе, како некои други што условно кажано се полакомија да земат повеќе пари, по една книжка месечно да преведуваат, иако не секогаш е во прашање лакомење, току некогаш во голем број случаи е во прашање гола екзистенција. За среќа, јас тогаш бев во позиција да не морам да зависам од тие пари, така што тоа ми беше приход плюс. А исто така сакам да кажам еден конкретен пример, истата агенција во неколку наврати ме ангажираше и да проверам преводи од други преведувачи, буквално на секакви глупости наидував, но имате во предвид, па ќе кажам дека тоа беше пред 10 години, кога се уште не беше добро разработен Google Translate и не се користеше толку многу и не беше популарен. Најдов на еден превод од темата беше нешто градинарство, биологија и така натаму, и се зборуваше за садење со луковици, bulbs. Преведувачот збореше за ставање фијалици во почва. Ама тоа е уметничка инсталација, Радомир, ти не си разбрал. Цел ден, не, друго сакам да кажам, нормално дека почнах хистерично да се смеам, целиот ден ми помина во смеење, ама вечерта кога ми помина таа фаза, се стави во улога на тој преведувач и сватив под колкав притисок морал да биде и временски и во поглед на енергијата што му ја црпат и така натаму, да веќе не можел да вложи ни една сива ќели од својот мозок и онака да запри да каже: чекај бе, каква фијалица ставам во почва? Сигурно е нешто друго. И сигурно знаел што е нешто друго. Ама во прашање се тие нели пусти рокови кои што на крај спорачуваат многу лоши преводи. Чисто тоа сакав да го споделам како искуство и да, дефинитивно не би издвојувал само преведувачи, само агенции, па само издавачки куќи, нели? Рибата од главата смрди, така што на ниво на политика треба нешто да се менува. Да. Толку. Имаме уште едно прашање, Румена, од Стефи. Прашува дали е пофер, како е акцентот малку, пофер или пофер, дали е пофер сумата кон преведувачот да биде пресметана како процент од профитот на делото или да биде фиксна цена која што ќе биде исплатена при завршувањето на преводот. Ова е веќе прашање на политика на преводот и тоа дали се работи за комерцијална книга, дали се работи за некомерцијална книга која што е едноставно уметничка литература која што знаете дека не може да се заработи нешто од неа и така натаму. И ова се веќе прашање на политики за кои што многу треба да се дискутира и затоа би рекла дека е нели прашање на тоа повторно каков тип на книга е. Ако зборуваме за уметничка литература, дефинитивно не би одела 100%. Уште една од причините зошто не би одела 100% е дека јас не би им верувала на сите издавачки куќи во однос на тоа да ви кажат кој е вистински процентот на продадени книги. Значи, да. Кој може да ви гарантира? Например, јас имам ситуација со една издавачка куќа за мојата книга, за една од моите книги што се објавени надвор од земјата, во која што упорно ми кажуваат дека немаат продадено доволно книги за да можат да ми исплатат, да ме исплатат. За друга држава зборуваме? Да, за друга држава, ама слично нефункционално како нашата. Јас знам дека книгата ми е бестселер и знам исто така дека и другиот бестселер во моментов истото му го зборат. Дека немаме ние продадено толку многу книги. Од твојата книга имаме да речеме само 300. Тоа е, никој не чита. И ти сега како ќе дознаеш кога кај нив се тие броења? Мислам, како ќе одиш на суд во нашата држава за такво нешто? Така што од тој аспект не би одела со проценти, посебно во една земја како нашата, каде што значи ова е се што кажа Радомир, рибата смрди од главата. Ова се работи кои што се поврзани така како домино. Не е сега, значи јас ако сум обесправена како преведувачка би требало можеби да си ја најдам мојата правда, не знам, да си ја барам на суд. Меѓутоа судот нема да се занимава со моето прашање.
Да. И веројатно никогаш нема да дојде до никаква разврска во однос на тие работи, така што и така тоа ги обесхрабрува луѓето всушност да бараат правда. Има многу слоеви, значи тука е Румена ти зборуваш за конкретно значи издавачка куќа која што ги има твоите права и сега го прави тоа, така, ама ти си како поединец да речам. А има многу, баш да се надоврзам на прашањето значи на Стефи, има значи многу држави кои што инвестираат за своите национални интереси, што ги спомна Румена, и даваат грантови. Например, има Норла за норвешка книжевност. Значи тие ти даваат толку и толку пари и ти преведуваш дело кое што нив им е важно за нивната култура. Значи тоа не ти го пресметуваат тие во смисол на колку ќе се продадат од тоа. Значи тебе ти го даваат првичниот мотив за да сработиш ти нешто квалитетно, па после тоа се распределува. Не знам, има речиси за секоја држава има такви агенции кои што даваат грантови или стипендии за преводи. Имам уште прашање. Од Сандра едно многу интересно. Чекајме, дали се зборува за политиката и бизнисот на превод на факултет? Ако не, може би треба да се одбегнат ситуации на експлоатација. Јас бев на наставен смер и EFL наставата е поле на експлоатација. Native speakerism, прекаријат на онлайн платформи и воопшто не се зборуваше за овие теми. Леле Сандра, ова е многу битно прашање и очигледно е прашање, мислам супер што го постави, баш ќе им кажам на колешките, тоа можам да направам. И например јас предавам превод со Милан, кој работиме тоа, можеби Милан ќе го гледува како и да ќе зборувам со него на темава. Ние можеме на нашите студенти да им зборуваме за ова или не знам да отвориме некој тип на предавање или не знам некој како мини конференција или нека дебата за прашањево. Ама да, во право се сосема и плюс ова што зборуваш исто native speakerism, прекаријат на онлайн платформи и така натаму. Не е само во полето на преводот, туку еве и во наставата. На Елена ќе ги пренесам. За ова стварно е многу интересно прашање. Да, стварно е интересно, никој не сум го размислил. Еве го Милан. Тука не е Милан? Еве го, да, еве го. Еве кај него. Во текот на наставата на теорија по превод се опфаќаат тие прашања како и во разговорите со студентите. Супер. Ама не знам, еве, например, за други вебе за EFL што зборува, може би Елена го зборува. Тоа е веќе увеќе на прашањето колку професорот сам го внесува тоа во... Да. Па веројатно и одлични искуства. Една работа која што пак ќе спомнаме конкретно, значи барем за нашиот факултет, мислам дека секогаш сме имале многу близок контакт со наставниците, сум се чувствувал како дома човече, значи со најдобронамерни совети, никој не си краде тезга. На други факултети имам видено дека не им даваат можност на студентите да сработат нешто квалитетно од страв да не им земат тезга, мислам. Боже Господе. Румена, дај да продолжам на нешто друго. Многу брзо ни поминува времево некако. Не ми се допаѓа тоа ич. Ајде да продолжам со ова. Ова го немав испланирано, ама ајде да те прашам. Знам дека сега конкретно тебе ти излезе книгата на албански. Мојот маж беше или? Да. Исто така ти се излезени значи на српски, на унгарски мислам дека е, така? Да. Си вклучена во процесот? Не. Ме интересира како ве Не? Како да не? Па еве се Румена, што си мислела ваму? Не, јас имав конфликт со унгарскиот издавач. Например, кој што е во принцип прилично лош издавач сега сваќам, тоа значи тоа голем издавач некој познат во Унгарија, меѓутоа издавач кој што воопшто не беше заинтересиран за мојата книга. Сега ќе ви кажам од каде тоа потекнува, а тоа е многу поврзано со тоа дека ние сме, значи јас сум македонка, некоја жена млада средна генерација и нив не ги интересира тоа. Значи тие ќе добијат грант за превод на мојата книга и тука ќе се заврши. Они ќе се ја преведат, ќе објават книгата и книгата ќе умре. Така комуникација, консултации, човече, како некој би превел нешто. Во случајот со мојата преведувачка во Унгарија, например, сега јас го познавам Златко Панзов, кој што е наш преведувач од македонски на унгарски. Да. И неговата сопруга преведува од македонски на унгарски. Унгарка. Да, неговата жена е унгарка и мене ми беше многу очекувано дека всушност таа би требало да ја преведе мојата книга, посебно имајќи предвид дека вајцата пар преведувачи, тоа би требало да се случи. И јас му побарав на издавачот нормално да тие да ја преведат книгата и тие одбија. И ми дадоа преведувачка која што воопшто не знае македонски. Како е преведе? Веројатно од српски,
која што наводно имала преведено неколку раскази, нешто ми прати некоја CV, да видам, она превела неколку раскази, меѓутоа таа воопшто не може да зборува македонски, она со мене проба неколку пати значи ја гледам, не може да ми прати порака на македонски зашто не знае македонски. Јас им го кажав тоа на издавачот, викам, луѓе, она воопшто не е некој кој што ова е башка прво големо дело, не сакам да преведа некој кој што тоа го знае и со кој што би била јас во комуникација. Не. Много чудно. И тоа затоа што име гајле. Сега за други преводи на пример не било така. Мојот маж на италијански Лилјана Узуновиќ го преведа, ама сите ја знаеме Лилја. Лилја е гениална и прекрасна жена е и нормално дека со неа бев во комуникација. Бенџамин Лангер ја преведа сега на пример, Бенјамин Лангер ја преведа на пример сега на германски, со Бенјамин исто така бев постојано во контакт, ама Бенјамин на пример неверојатно знае македонски, тоа е да го слушнете по телефон како зборува, си кажеш вау. Тој го има преведено Пиреј, така што да, бе, имаше, па сега бе тази имаше вест за тоа. Кај го негде го прочитав тоа? Е многу јак преведувач. И сега нели нормално тој ќе ми се јави, со него разговарав. Со англискиот преведувач исто така на мојот маж, добро, ама тој ми е веќе пријателски, бевме во контакт. Така што сега како кажав јас не е точно, сега испаѓа дека сум била во контакт речиси со сите. Освен со унгарката, да. Добро, ама сакам да кажам дека ти како преведувач и автор во случајов сигурно си можела многу да придонесеш во крајниот производ таму. Не можам затоа што не го знам, не се мешам зашто не го знам нели таргет јазикот на кој што се преведува. Ама барем дискутирање некој на не знам, појаснување на некои термини, нешто. Дека ви се јава таму кај што им е нејасно и ќе ви кажат, не знам, ќе ве прашаат. Ами на пример српскиот превод и за осмица и за сега што излезе и за не одам никаде, на пример, ги прочитав јас преводите пред излазот, чисто онака, пошто си имам, на пример, многу убав однос со српскиот издавач Бука, тоа е издавачот кој што секој треба да земе пример како се работи издавачка куќа. Меѓутоа, мислам дека тука да речеме самата влегов и си го прочитав преводот, ама тоа е многу долг, макотрпен процес е повторно да си ги читате расказите на друг јазик, досадно е. Функционира на англиски? Се на англиски јас си ги преведувам. Ама дали функционира? Функционира сега кога јас си ги преведувам. Мислам дали би го имал истиот ефект во општеството, мислам кај нас претпоставувам дека на Балканов сличен менталитет сме сите, би им било забавно, мислам јас уживав дури да читав, посебно ова со кај што излезе таа жената со лопатата од гепек од багажникот таму. Значи, мислиш дека би се поврзале во Америка со тоа? Сега вака не знам, затоа што имав проблеми со издавачот во Америка. Тој сега почина и пропадна издавачката куќа. Тој е еден од ретките издавачи кој што реши дека ќе објавува македонска литература и од тој аспект беше супер, меѓутоа он беше од тие кои што ќе земе книга, ќе добие грант затоа што се работи за некоја мала литература и ќе ја фрли книгата и таа нема, значи тој не проаѓаше низ ниеден процес на тоа како професионално се објавува книга во Америка. Битно е за каталогизација, да е таму. Дури на сајтот ме немаше кога излезе книгата. И јас имав толку многу проблеми со тој човек, значи тој не одговараше на мејлови, да стаѓаш издавачката, тоа беше таква една голгота да се работи со нив. И они буквално ја фрлија книгата после во продажба и таа сега може да се најде на Амазон, меѓутоа мислам дека книгата сепак функционира затоа што ми се јави од една агенција голема Вајли, се вика. И они ја прочитале книгата и они видоа капацитет во таа книга и они саме застапуваат, се многу огромна се, не знам, Салман Ражди го застапуваат такви некои фаци. И од тој аспект мислам дека не знам ако тие виделе нешто може функционира и кај нив. Ама уште нешто да кажам. Во моментов во Америка е многу популарно читањето на преведена литература, посебно од жени. Така што јас таа категорија. Тоа е многу чудно, ново е. Сега од последните години. Да, интересно. Интересно. Ајде го друга насока малку на муабетов. Имаме и интересно прашање, баш во таа насока ќе го продолжиме. Значи, пред да го прочитам прашањето, сакам да дадам информација за тие што не слушаат, дека ти пред брзо време направи едно истражување за
со наслов Англофоните наслови во едицијата Звезди на светската книжевност. Ги прочитав двата дела, многу интересни статистики и мислам дека единственото претходно такво истражување од таков размер е од Ѓурчинова и Стојменска ЛССР. Во 92 е тоа, така? Да. 92. Значи, доста време е поминато и баш во истражувањето, во ова на окно што беше споделено, прочитав дека има некои небулозни изјави, во смисол дека некои се класици, некои не се класици, некои се млади, некои не се млади автори, некои заслужуваат, некои не заслужуваат, пак се сите ставени, многу интересно. Сега Петар има едно интересно прашање, вели вака. Често се среќаваме со дела преведени на македонски јазик, најчесто на класици кои се преведени пред неколку децении. Некои од тие преводи се лоши, но се случува да бидат реиздадени со истиот тој превод. Дали и колку сметате дека е потребно да се изврши повторно превод на одредени дела кои веќе биле преведени кај нас, како што беше случајот со Моби Дик, и според вашето искуство, дали треба да се направи некаква ревизија на преводите на тие дела? Моби Дик, првин, мислам, Добро, тоа беше. Тоа е ремек дело на нашето преведувачко искуство. те мотивира таа работа? Која работа? Мислам, тоа што е постигнато во Моби Дик? Секако. Ме некош ме демотивира, не знам дали ќе можам некош да стигнам тоа. Јас не мислам дека ќе го стигнам. Нема шанси, не се ни Се имаш помирено? Да, па добро, ми Огнен многу близок ми беше, јас знаев колку он знае дека има шанси тоа. Значи јас прво ги наследив часовите на Огнен на факултет. Кога Огнен почина, јас требаше да земам тие, јас ги држам неговите часови по преведување. Значи тоа за мене беше таква една фрустрација, зашто јас не знам, толку не знам од тоа што знаеш Огнен. И не можам да се фрустрирам затоа што Јасна е работата, едноставно. Ама јас знам, нема да се фатам за Моби Дик да го преведувам. Знам што можам да преведам. Да. Тоа е тука да си ги знаеме можностите. И ме мотивира, ме води напред како тоа дека ете ова може да се случи, се случува во нашата култура и така натаму, ама не дозволам да ме изфрустрира од аспект дека сега јас се замислувам дека така треба. Не, дека јас се фрустрирам. Не ме сватиш погрешно, значи малку вака заинтересно да ја прашувам. Да, не, во принцип мислам дека можеш и ти, ама пошто Огнен многу години ти млад си, мислам Огнен многу долго работеше на 10 години одел Охрид со рибари разговарал. Да. Теренска работа. Мене ми фали тоа, сакам. Некако ме пристигна еден куп административни обврски, ми досади тоа. Ама види, еве да речеме, ти Алиса го преведе од Луис Керол. Значи неверојатна книга. Претходно има 3 или 4 издања, колку се? Ќе ви кажам сега таму да се надоврзам и за прашањето на Петар. Ама прво, Леле, може... Ма и тој класик. Алиса би е класик. Прво вака се каже една работа ти на почетокот кога го воведе ова прашање, а тоа е за истражувањето што го направи за англофоните наслови. Каде што имаше нели од Маџунков известни изјави за тоа што е канон на светската книжевност и слично. Значи, прво мислам дека треба, малце го зборувавме тоа на почетокот во однос на лектирните изданија и се тоа, дека е време да го преиначиме тоа што ние го сметаме за канон. Не мора да биде канон тоа што ни кажале некои мажи од пред 50 години или од пред 100 години. Значи не мора Харолд Блум да биде канон, кој што рече си ниедна жена нема вклучено во неговите истражувања. Еден тон жени се исклучени од книжевноста, имено од такви некои стари бели мажи кои што решавале дека работите кои што им се ним блиски во однос на нивните искуства, ќе се тие работи кои што треба да се читаат и за кои што ние треба да зборуваме. Така што луѓето кои што го одредија канонот во звездите на светската книжевност беа 6 мажи. Ниедна жена нема во изборот на уредниците. И тоа не е необично. И сега за тоа зборувам исто во мојот текст. А после тоа, еве сега ќе се надоврзам на ова што го кажа и твоето прашање понатамошно и прашањето на Петар кој што е многу добро. Ако да го споделам линкот ваму за да си читаат луѓе вако ги да има на окно и на современа филологија може да го најдете целиот текст интегрално, значи јас на окно. Ај на окно ова што е да го споделам. Можеш на крај да ги или сега сподели. Како и да е. Еве значи за сите известувања дека на окно ваму е првиот дел од истражувањето, долу на крај ќе го најдете и вториот дел од истражувањето. Многу интересно баш заради тоа што начнавме такви муабети во однос на класици, на колку се застапени. Може да се го презема од современа филологија, имаме ново списание на факултетот, веќе не е толку ново, некои 2-3 години функционира, така што да знаете сите и тука може да праќате текстови.
Во секој случај, сакав да кажам во однос на еве сега ова прашањето на Петар. Да. И тука ќе се надоврзам и со твоето прашање со Алиса. Петар, вашето последното нешто што го велите во прашањето, се направи ревизија на преводите на тие дела. Јас не би одела со ревидирање на оригинално дело, на оригинален превод, преводот тој си постои и нека си биде таму. Некогаш тие преводи се добре, некогаш тие преводи не чинат. И како што... Ама какви и да се, треба да постојат тука за лоцирање на некои проблеми, на како размислувале во тоа време, пак се тие доказ. Апсолутно. Сега не значи дека треба автоматски да се реобјавуваат, меѓутоа има случаи каде што тие преводи се многу добри. Таков сега ќе ви кажам за Алиса, на пример. Првиот превод на Алиса од Славчо Темков е од 57 година. Славчо Темков после дознав дека воопшто не знаел англиски и открив преку зборував со неговата ќерка и со неговата фамилија. Значи преводот е прекрасен. Прекрасен. И открив дека бидејќи одамна е починат со разговорите со неговата фамилија, дека всушност тој веројатно знаел српско-хрватски, знаел словенечки така или словачки, не сум сигурна точно кој беше. Меѓутоа после при анализа на другите преводи на Алиса што беа во Србија објавени, затоа што бе дел од еден проект, не е битно, открив дека Славчо Темков зел 2 превода од српски и ги искомбинирал во преводот на неговото. Се гледа внатре преку песничките, посебно се гледа. Имам прашање за песничките после. Да, тука. Дека од каде всушност тој ги земал, ги преведувал двете дела. Значи неговиот превод е посреден преку српски јазик, меѓутоа прекрасен превод и многу верен на оригиналот. Како е постигнато? Земал 2 превода, може би го земал и англискиот, кој што не го знаел доволно добро, ама човекот си направил истражување и си направил нешто и го знаел во македонскиот јазик. И преводот е навистина многу добар. И тој превод не бил повторно објавен. Потоа има уште еден превод од Богомил Ѓузел 87 година и тој е супер превод исто така, одличен е преводот на Ѓузел. И после тоа има уште 3 ужасни, катастрофални преводи. 3. 5 се пред твојот? Да. Да. Причината зошто е тоа така е затоа што Алиса е лектира. И плюс не мора да се плаќаат авторски права за Алиса, така што нормално секоја мало издавачка куќа или голема се едно ќе се земе, книгата ќе се ја објави и после ќе ја шитка на ученици. И од тоа ќе се прави некој. И предпоставувам дека тука преведувачот бил мизерно платен. Внатре, не само што да не зборуваме дека нема никакви илустрации, што е многу битно во една Алиса, затоа што Тениел ја работел со Луис Карол заедно книгата со илустрациите за деца, ајде би требало да има нешто тако. Песничките се буквално преведени, се е буквално преведено, не се разбира ништо и плюс едниот превод е плагијат на другиот лош превод. Од истата издавачка е не? Не. 3 издавачки различни куќи во краток период ја објавиле оваа книга бидејќи имаат некаков профит од неа. И тоа се случува и со други. Мислам дека има таков пример. Треба да се види со Робинзон Крусо, например, што се случува. Такви некои книги кои што се појавуваат повеќе преводи, именно затоа што се лектирни изданија и затоа што на таков начин може да се шиткаат постојано секоја година на нови генерации ученици. И тоа е причината за тоа зошто има толку многу преводи и зошто, например, не е повторно објавен преводот на Славчо Темков, не е повторно објавен преводот на Богомил Ѓузел. Јас ја преведов уште еднаш, Арсламина ми се јавија за превод да направам и мене ми беше мерак да си го направам, едноставно предизвик ми беше голем, затоа што патем кажано ја имав веќе преведено и вториот дел од Алиса, прво, Through the Looking Glass. Алиса ни се Джабавоки. Да. Затоа се разбира. А чекај се вака, пред да почнеш Алиса да преведеш, седна да ги прочиташ прво претходниве или не сакаше, не те интересираше да не ти влијае случајно? Многу ми е интересен тој процес. Тоа е секогаш многу тешко прашање. Например, имам забележано дека некогаш ми влијаат и не сакам да знам посебно за Алисите, не ги прочитав затоа што Алисите имаат многу каламбури и ако ви влезе некој превод на некој каламбур на некој друг начин, значи игри со зборови, ако ви влезе на некој друг начин, тоест ако се закатанчите за тој превод што на пример го направил, не знам, Ѓузел или Темков, не можете да мислите на нешто друго и реков тука не го правам тоа и
сама си ги преведував и после тоа ќе отидам и ќе видам како го решиле. Обично преведувам и сега и другите дела што се веќе преведени на други јазици, на пример, ако можам да видам. Преведувам без да гледам во тоа како е преведен на друг јазик, за да не ми влијае. И А за да после влезеш во за да влезеш во шема, што правиш? Ме интересира баш личниот процес на пример, не знам, сега еве да речеме го имаш преведувано кој беше овој за апартхеидот, Куци беше? Не. Да. Куци. Пример за апартхеидот, за да можеш да да фатиш таа нијанса, да можеш да влезеш во тој свет. Први читаш нешто на нашки чисто така или Не, затоа што е уметничка литература која што не е многу така од тој аспект, не беше нешто многу захтевна. Например, да речеме Куци во срамота, има повеќе, например, треба да влезеш во штос на тоа како е преведуван Бајрон или Кит, затоа што таму тој зборува за роман. Да, ма пак има некои. Значи зависи од делото. Мене лично многу ми помага тоа. За да влезам во штос. Не знам, например, Ида Витале кога ја преведував на шпански кога ја прочитав изворно, многу ми личеше како на некоја комбинација од наши автори и така, за интроспективното во незината поезија седнав Ѓоко Здравевски го испрочитав пак. Виолета, Вики Танчева Златева ја прочитав, Павловски Радомир и генерално, значи, од тие три поетики некако излезе ова. Многу интересно, ама не знам дали тоа карактеристично за поезија и дали би можело да е применливо и за вака, за поголеми дела како роман. Прво мора да се чита, да се знае многу за тоа. Нели, мора да знаете многу за Куци, да сте ги читале другите негови дела, например, не знам, или Капоти кога го преведував. Така ќе ги изгледам сите филмови што се во врска со Капоти или со книгата, ќе ги прочитам сите новинарски текстови, ќе се јавам кај луѓе што ги знам од Канзас. Така, тоа е нешто цело време живеете со во таа средина, колку што можете повеќе. Инаку ќе се изгубите во делото, нема да го чувствувате. Ај, уште едно прашање за Алиса ме интересира, баш што ги спомна ти овие каламбури, има многу неологизми таму, значи има доста игри со зборови. Ти успешно ги фати, мислам, интересно ти беше. Еве Jabberwocky, на пример, Jabberwock е Тоа е, значи тоа е мој превод која имав, тоа е пред многу години, значи 2006, 2007, 2008, така нешто. Да. Многу млада бев тоа кога го преведов. Немав 30. Не, задоволна сум од преводот од денешен аспект кој ќе го видам, тогаш направив едно свесно решение, а тоа е да не го доместифицирам преводот. Дека Jabberwock ќе си биде Jabberwock, нема да биде нешто друго да смислам. Дека Твидлидам и Твидлиди ќе останат Твидлидам и Твидлиди. Нема да се викаат Палчо и Да, не знам, Мирко и Славко, така нема да правам такви работи. Затоа што ми беше битно да го оставам тоа чувството дека ова се работи за Англија, иако може да се доместифицира и да биде тоа многу питко и убаво. Меѓутоа тоаш јас решив дека тоа нема да го правам. И мислам дека добро направив. Една работа ќе ви кажам што еве како совет, јас многу истражував околу тој превод. Дека зборувавме за March Hare, например. Тоа е интересно. Тоа е се за вториот дел. Тоа е за првата Алиса. За овој кој бев многу млада, ви кажувам, што ми се случи. Немав искуство и мислев дека мозокот се ми памти, дека нема шанси да заборавам некои работи. И јас не запишував детално како сум стигнала до одредени решенија. А таму и сега немам појма како, мислам, знам дека сум се јавила кај некој таму не знам рибар од Охрид. И знам дека сум го прашувала што значи кој ќе ти се заглави, не знам, веслото во водата како викара. Не знам, такви некои работи правев. Во многу случаи се јавував, не знам, кај појма немам, кај еден тон луѓе се јавив за да дознавам како се викаат известни работи на македонски. И тоа не го запишав. И сега не ми е јасно ни каде тоа сум го правила точно и слично. Значи тоа е проблемот, сега да ме прашате Леле зашто се тука знам дека на пример има еден дел кај што Алиса со една овца нешто веслаат. И знам дека таму не знам како беше на англиски, ама кој ќе ти се заглави веслото во калта, не знам, мислам дека беше лажичка дека викаат кај нас.
И се таму супер функционираше лажичка, го ставив, иначе на англиски беше нешто сосема друго. Ама не сум ставила фуснота, ниту сум опишала, не сум читала. Да. Така што тоа е нешто што ви кога ќе почнете да работите, немојте да мислите еј глупости, ја ова нема да го заборавам. Како не? Се имам заборавено. Ништо не памтам. Дури ни од куци книгите што сум ги преведувала, да ви кажам. Нека како е возможно толку да имам заборавено книги што сум ги преведувала, дури детали. Така што се тоа се заборава. Да. Кај што ги спомна фуснотите, баш ме мотивира да те прашам. Многу често сме дискутирале за таа употреба на фусноти. Јас реално ги предпочитам, право да ти кажам, и генерално сакам тоа што преведувам да е достапно за читателите и често објаснувам со фусноти. Имаш навика да користиш фусноти? Има луѓе кои што велат дека ако на читател го интересира, дека ќе си провери што е тоа. Да, има луѓе што се антифусноти, луѓе фуснотџи и Ти си фуснотџија или антифуснотџија? Јас сум антифуснотџи. Анти си ти? Мислам дека Добро. може треба на крај да има, јас сум поише за EndNote. Аха, Мене ми го нарушува процесот вака ми е цело време кога читам. Една книга има со добри фусноти за мене, тоа беше ова како се викаше, не знам, како да се вика, The Short and Wondrous Life, не знам дали беше Оскар Уау. Не знам. Аманда е еден доминикански и американски писател, многу познат, не е битно. Кај него има цела книга со фусноти, преведена е книгата на македонски. Не знам зашто се не ми текне името, не е битно, ќе ми текне. Како и да е, целата е со фусноти. Пола страна фуснота имате, например, ама таа фуснотите се најинтересни. Затоа што цела историја на Тука е книжевноста. Абе чекај, имаше негде чекај, знам за една книга, меѓа се не можам да се сетам, дека е намерно правена баш за таа комуникација преку фуснотите. Двајца си комуницираат. Ништо, ќе се сетам, ќе те потсетам. Ајде што да те прашам за песничките. Песничките се доста детски. Знам кога зборувавме за она Twinkle Twinkle, дека ти имаше базирано на Летајте гулаби бели, така беше? Да. Имам, или гулаби. Беше предизвик тој дел? Најинтересен ми беше. Сакам да тоа ме праша преска исто. На 100 пати сум го кажам, ќе го кажам пак, си викам, нема шанси да ја преведам, Алиса, толку тешка книга е ова. Не, стално ќе си помислам какви сега ќе кажам, не знам, за година дена вакцина направија или не знам, отидоа луѓе на месечината, ја не можам да преведам Алиса, како да не. И така да тоа ми беше како некоја водилка дека нема шанси дека мора да се преведе, само мора да се најде некој друг начин да се каже нешто, нема шанси да биде исто како во оригинал и не треба да биде. И после сватив дека треба да се забавувам, например, кога преведувам. Апсолутно. И најинтересно ми беше кога си ги работев песничките, уживав. Да. Супер. Да. Јас имам уште две прашања, ако има некои прашања од публика, прашувајте заради тоа што привршуваме. Сакам да те прашам, реално си многу активна, значи, ајка што предаваш, жена кралица. Само мајка. Да, само мајка не. Многу ми е интересно тоа клише. Ама очигледно си преангажирана, презафатена. Те трпат дома, човече? Чекај, да преформулирам. Дали домашните на книжевните преведувачи ги поддржуваат и сваќаат што значи книжевен превод? Да. Или те мислат дека си седнал тука вневна нешто со лаптопот, уживанција ти е тебе, па ќе ти речат, ова овде не е чисто, дај да зачистиме нешто. Не, значи првиот партнерот мој, например, сите преводи ми ги чита. И многу интересно затоа што не се бави со книжевен превод и воопшто со литература, ама има добро око за тие работи, ќе ми речеш оваа реченица ти штрчи. Филтер, значи. Да, ми подвлекува му дам трвено пенкалца, па ќе си прочитам. Интересно му е, затоа што се читам добри книги. Значи, он тука ми помага. Мајка ми, татко ми цело време им дам да читаат. Например, исто и они си читаат, па ми праќаат. И секој различно. Татко ми се јави пред некој време нешто, што за Фланери Оконор, ама зашто ти тука сега им се обраќаат овие на ти? Па се расправме како треба да се обраќаат во необразовна форма и така. Тоа се интересни разговори. На другарките им праќам. Јана знае исто да ги пратам на Јана да прочита. Така пријатели или во Магдалена Хорват.
со Магдалина Да, знам. која што имаме. Така што фамилијата и пријателите не само што ме поддржуваат, и они уживаат, ми се чини, во истиот тој процес. И јас многу сакам да читам кај пријатели кои ќе ми пратат и они, јас давам, враќам сето тоа. И сме го зборували претходно за време на работилниците, кога ги имавме тие двете, Никола супер беа. Мислам дека е многу битно да, ако сте писателка, преведувачка или преведувач, да си имате некој со кој што си работите, тоест со кој што си ги читате работите, како некој партнер во целата таа ситуација, кој што може да ви помага и може често да ви инспирира тоа, посебно ако сте од различни жанрови. И да си помагате, да си читате, си коментирате, така што тоа е наубава. Да. Тука е убавината реално на интеракцијата, значи, инаку. Ние за Вавилон со Зорица кога работевме заедно, од Game of Thrones работевме, значи затоа го работиме ова, значи инаку џабе. Па еве со студентски вечери. Јас гледам на пример и они дека сега супер си опасни, Ептен ме бенди за преводот, најсериозно. Јас сум многу среќна со него, да. Бака, имаме уште едно прашање овде од Александар. Вели, целта на електирата е ментално да се обликуваат учениците и да се формира општеството според потребите на власта. Како да се избере електирен фонд исклучиво според литературните квалитети на делата, без агенда да се наметнуваат социјалистички, националистички, либерални или какви било други вредности на младината? Треба да се избере уреднички одбор, кој што не е националистички и социјалистички и така натаму. Значи одбор од луѓе кои што се едноставно кои што разбираат книжевност, кои што немаат предрасуди, кои што исто така ги следат тековите на тоа што се случува во светот. Мислам дека тоа не е многу тешко. Еве интересно уште едно надополнување на прашањето од Сандра Мардин. Вели, секој дело има идеологија, дури и Хари Потер. Наместо да се одбегнува идеологијата, треба отворено да се дискутира. И знам дека ти си баш ангажирана во вадење на сите тие работи во општество. Ти прочита во едно, ја бев ептен студиозен, на, кај беше, секунда да го најдам, си го имав оставено негде, ти најдов едно интервју, каде што имаш кажано дека чувствуваш дека општеството те врамило, дека заради тоа што си феминистка, мислиш дека се што ќе кажеш дека е видено низ таа призма. Мислам дека беше во контекст на тоа дека на пример која ќе престанат да ве гледаат како авторка, на пример, туку повеќе како активистка. Аха. И само тоа, еднаш ми се случи Владо Апостолов, кој што мислам дека е одличен новинар, на пример ми правеше интервју и кога прашавме добро сега зашто ќе биде интервјуто и он ми рече за твоите книги, јас се изненадив дека некој ќе ме прашува за тоа. Да. Затоа што обично ме прашуваат на пример за политички прашања или не знам, прашања поврзани со феминизам, што мене не ми пречи, мислам дека треба да се зборува за тие работи. Само што во еден миг бидејќи имаше недостаток на пример од уметници кои што зборуваат на тие теми, мислам дека цело време тоа ме прашуваат. Ајде што ви две прашања, значи на почетокот Стојанка праша дали при книжевен превод се преведува буквално, на што треба да се внимава при книжевниот превод. Неколку вака треба да се има многу што да се зборува тука за тоа е многу големо широко прашање, само на кратко ќе кажам дека не смете да преведувате буквално и второ дека треба да направите многу големо истражување во однос на контекстот на делото. И исто така во однос на тоа, на вашиот јазик и како тој контекст може да се префрли во вашиот јазик и дури да не се сложува друг читател со тоа каква е вашата, како вие сте го направиле тоа, едноставно треба да стоите на некаква идеја за тоа зошто така сте го превеле тоа дело. Не мора да значи дека на сите ќе им се допаѓа и не мора на сите да им се допаѓа, меѓутоа треба многу добро да го познавате сопствениот јазик на кој што преведувате и исто така многу добро да го знаете контекстот на делото кое што го преведува. И да се ловат нијанси. И види на крај многу прашања. Чекај, ајде да убрзам. Вели вака, Елена Бошковска. Рековте дека во преводот на Алиса ги оставивте имињата на ликовите како во оригиналот на англиски, и јас го имам ставот дека лични имиња треба да останат како во оригиналот, земајќи предвид дека се сепак лични имиња, па и да се само цртани фигури,
често пати сум имала дискусии со други преведувачи дека на пример преводите како Пајо Патор имаат известна логика, имајќи предвид дека на деца до некаде им го опишува ликот. Но зошто тогаш на пример Мики Маус не е преведен? Каков генерален став имате вие по однос на имињата? Дали Алиса ви е исклучок од тоа правило, бидејќи називите на ликовите се често пати индивидуализми како Jabberwock? Тоа немам генерален, супер е ова за дискусија прашањето на Елена, немам општ став. Зависи веројатно од книгата, така? Од многу работи зависи, затоа што тогаш ако јас се водев по прашањето дека јас сега ќе одам и ќе ги работам, нема да бидат, ќе бидат Твидлидам и Твидлиди, ќе биде Jabberwock, тогаш требаше да напишам Елис. Така, не Алиса. Ама и многу често имињата се изведенки, да речеме, кога го работевме тој краток превод за Вавилон баш со Зорица, од Game of Thrones, на пример, Mance Raider. Raider доаѓа од именка, изведенка е тоа, или да речеме, не знам, Jon Snow. Тоа што функционира Jon Snow, Jon Smith како презиме на англиски, не значи дека и во нашата традиција тоа би. Ние го направивме Jon Снежник, не можам да се сетам на другите имиња, ама сакам да кажам дека многу, или на пример ова Суроволк што беше тоа Dire Wolf, Summer што се викаше, да не можеш да крстиш ти куче или волк или што и да е милениче кај нас лето. Значи пак треба да има некој завршеток на име да звучи. Ние летник го крстивме, ама веројатно има игра улога кој дело е. Игра улога кој дело е, за каква публика е. Да. Дали има измислен општествен контекст или е вистински. Да. Дали е, не знам, сатира, дали се работи, ако е сатира, обавезно мора да преведувате имиња и така натаму, дали се работи за дистопија и слично. Значи, ќе мора да решите сами да донесете одлука која што е свесна, што кажав, за после да можете да ја браните. Ама не значи дека на сите ќе ви се допадна. Уште ови две прашања и завршуваме. Вели вака, Елена, друга Елена е ова. Како, уште три прашања дојде, а уште ови три готово завршуваме, значи уште ова и бегаме. Како ги избирате авторите за преведување? Треба ли да ви бидат омилени за толку време да поминете со нив? Да, обично ги бирам, но имало ситуации кога што ми биле понудени, например во случајот со Куци Срамота и со Капоти, тоа беа дела кои што ми беа понудени. Јас бев пресрекна зашто ги обожавав и онака. Во или се тие кај Ненад Кегор, така? Тие беа од звездите. Тоа е нешто што нели ми е жал што тогаш не реагиравме за целиот тој проект. А од денешен аспект си викам ова сега да се случуваше, веројатно многу гласна ќе бев, ама немаше таков критички став кон работите тогаш. Мислам дека сме многу пораснати како општество. Баш поради тоа. И дека некогаш треба да се случат вакви работи за да се случат други промени, добри. Во секој случај и тие беа или ми биле понудени работи кои што сум ги сакала, па сум ги прифатила. Некогаш имам работено нешто што не ми беше многу блиско и не ми беше некое големо уживање. Иан Рид, на пример, исто јас го донесов како предлог во или и јас си го преведов. Фланери Конор исто така, Алиса беше нешто со кое што имавме разговарано со Надеца Фирфова од Арсламена и така натаму. Така што да, имаш добра соработка со издавачите, значи тоа е имам, генерално, да, сум имала и лоши искуства. Тоа е за пофалба. Секако сум имала и некои со унгарските. Да, сум имала секакви, ама по принцип се позитивни. Уште едно прашање имаме, јас мислев дека се две, ама Сонја побара линк од преводот што го спомнавме, Милан ни го прати, фала Милан. Ево последното прашање од Ѓургица Илиева, наша Ѓургица? Мислам, вајда, имам... Дали е сменето, гледам уште едно прашање. Може се омажала. Ме интересира дали, и роди ако е таа што мислам, ме интересира дали Румена ги чита книгите што ги преведува пред да започне или директно преведува. Чисто информативно, иако знам дека начелното правило е однапред да се прочита книгата, па да се преведува. Здраво, Ѓургица. Она била. Вака, имам уште едно прашање на крај, тоа кратко ќе го одговорам. Ѓургица, апсолутно ги читам претходно. Нема шанси да не го прочитам. Едноставно се чувствувам боса, како да не знам што правам. Некако да седнам сега и така, чекор по чекор, многу ми е, непрофесионално ми е да го правам тоа, никогаш не сум го направила.
И мислам, не знаете на какви предизвици ќе наидете, не знаете колку ќе ви се допаѓа, нема да се допаѓа книгата, и нормално контекстот не го знаете, ако не го знаете контекстот не можете да преведувате, така да обавезно. А- Мора да се има добро расчитано таа дел. А беше различно тоа на почеток од кариера? Заради тоа што сега те познаваме, имаш славно презиме, работиш, те знаеме, имаш многу повеќе at stakes, поголем е ризикот да се изгуби тој углед ако утниш сега работа. Беше тоа? Мислам, си дозволила некојаш претходно така да сработиш Не. збора преку нешто? Не. А чувствуваш терет од успехот или? Искрено, види сега јас како така. Не, добри ти прашања. Види, јас имав и се уште имам, иако не се познава, имам имам ниска самодоверба, иако не личи кога е така, и обично кога ќе преведам нешто или кога ќе го напишам, мене после тоа ми е многу лошо. Јас мислам дека сум направила нешто многу лошо и ужасно. И веројатно, и тоа се случува, например, после секоја колумна што ќе ја напишам, после тоа секам зашто ја пратив, например, ќе ми ја, и после следниот ден ќе ја прочитам и пишам, па не е лоша колумна, па после ќе сречам леле грозно нешто напишав. И така натаму, и тоа ми се случува и со расказите, ми се случува и со преводите. И Добро, тоа е само критичност, тоа е доблест. Тоа сакам да кажам дека некогаш ми влијае позитивно и ме тера да туркам нанапред. Во смисла дека никогаш не мислам дека сум направила, секогаш мислам дека не сум направила многу добро или доволно добро и малце се туркам повеќе веројатно од тој аспект. И некогаш тоа е непријатно за психата, ама после тоа е добро кога ќе излеза, така што окей, сега се научив да го менаџирам тоа, ама уште повеќе го имав кога бев помлада. Така што не ми преша. Мислам, во принцип ми влијало позитивно. Човече, не срди се со прашање. Цело време јас завршувам едно ново доаѓа. Блиц одговор. Што би му препорачале на преведувачот на вашите раскази? Да ми се јави, ако има прашања. Одлично. Затоа што тоа е тоа. Ако имате можност да преведувате некој што е жив, одма да му се јавите на авторот. Тоа е супер. Ма тоа е најпријатно искуство. Значи, јас со последните преводи што ги работев, баш имавме неверојатно долги зум сесии, значи по 4-5 сати да дискутираме нијанси, па ако е од друга култура, последниот превод ми беше од Галиција мене, значи човече да ти е уживанција да седнеш да работиш тоа. Пишуваат уште, Румена, шо коментари се фалави, ја гледам за коментарите за мојот маж, и јас се надам дека представата ќе играат пак. И Милена има интересно за перфекционизмот. Супер. И само критично бе. Да, Готово. Фајрон, завршуваме тука. Румена, вака, само јас да постирам нешто во чет. Ветив дека кога зборувавме за Вавилон, дека ќе ви ја ставам и страната, ова е нашата веб страна, каде што може да ги најдете сите информации кои што ви се потребни. Многу е уредно дотерано се. Имате фотографии од минати изданија, ги има наградените преводи од претходни години, критериуми за учество, корисни линкови, апсолутно се што треба имате таму. Ако на некој го интересира, слободно може, ако е заинтересиран за конкурсот, слободно може да ни пише или таму, или на Facebook. Ние сме тука и како Вавилон, и како Сдружение за преведувачи и толкувачи. Мислам дека Румена сиве овие работи кои што ги зборувавме пак не е ова индивидуален подвиг. Ова е нешто што, ако се очекува некоја промена, мора да се прави тоа заеднички. Први да се издискутираат тие работи, па да се реагира некако. Да, апсолутно. Јас сакам да ви се благодарам исто на вас и се надам дека ќе имаме многу други вакви дискусии. Мислам дека е време за поиште форуми, дебати на темата. Мислам дека сите, не само јас и ти, Никола, што се разговаравме, и луѓето сакаат очигледно да зборуваат на ова. Да. На темава и се надевам дека ќе имаме повеќе. Сега, мислам, пандемијата ни покажа дека ова можеме да го правиме и онлайн. Да, и мислам дека не е лошо, барем повремено да се среќаваме за да дискутираме за известни работи. Да. Драго ми е што имаше интерес. Ви благодарам на сите што се вклучивте, што одвоивте саат и пол да не слушате и да придонесете со вашите прашања. Мислам дека бевте многу важен фактор во водењето на настанот, во текот на настанот, така што и мене супер ми дое кафе муаветот, сега морам кафе да пијам. Фала ти многу. Фала ви на вас. И се слушаме. Поздрав до сите, убава вечер. Ćao.